Општина Кочани викендов го продолжи уривањето на старите градби на улицата Стево Теодосиевски на просторот во близина на спортската сала кај гимназијата, со што овозможува реализација на проектот за нејзино булеварско решение. На потегот, чија должина изнесува околу 300 метри, преостанати се уште 4 објекти, за чија експропријација ќе одлучува надлежниот суд. Согласно урбанистичкиот план, улицата Стево Теодосиевски е предвидена како булеварско решение, каде што ќе имаме 4 ленти, 2 во еден правец, 2 во друг правец, со разделно зеленило. Така да сега започнавме со расчистување на теренот и додека се почне со реализација на самото булеварско решение на улицата Стево Теодосиевски, се предвидуваме овде да направиме привремено паркинг простор, каде што ќе можат граѓаните кои гравитираат на овој дел да ги паркираат своите возила. Исто така, за следување на централното градско подрачје, предвидено е оваа година и асфалтирање на улицата Петровденска, која се наоѓа позади зградите, ова што е Бурик Джилната Беличев, со што централното градско подрачје ќе добие еден сосема нов изглед. Градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев истакна дека метежот по улиците Стево Теодосиевски и Тодосија Паунов ќе се решава со изградба на нови кружни текови. Со тоа централното подрачје на градот ќе добие урбан изглед, а сообраќајните потешкоти треба да бидат надминати. Покрај рушењето на објектите кај кои што е завршена веќе експроприацијата, се работи, односно е изберен и проектант за проект на улицата Ленинова, со што ќе се завршат и сите подготвителни работи за завршување на оваа улица. Очекувам дека во наредниот период да забрзано ги расчистиме и другите објекти кои што не се расчистени во делот на експроприацијата, со што ќе не се возможи непречено завршување на оваа улица. Овде сакам да напоменам дека во тек е изработката и на проект за целосна реконструкција на булеварот Тодосија Паунов, каде што ќе се реши целокупниот сообраќај со кружни текови и со завршувањето на Ленинова ќе добиеме едно комплетно булеварско решение, решено со кружни текови, кои што ќе овозможат побрз и побезбеден сообраќај и секако побезбедно движење и на пешаците. Градоначалникот Илиев истакна дека додека да се реализира изградбата на булеварското решение на Тодосија Паунов, привремено на целиот простор ќе се уреди паркинг простор, што исто така ќе биде зацртан и во новиот проект за средување на целиот простор. Со пробивањето на втората коловозна лента на улицата Стево Теодосиевски, општината ќе реши еден од најголемите сообраќајни проблеми со оглед што објектите овде повеќе децении стоеја во руинирана состојба, создаваа грд изглед и беа опасност за пешаците, меѓу кои голем дел се и ученици.